Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ, ТВ Објектив, информативна емисија во која што ги представуваме кандидатите за градоначалници во општините каде што ќе се одржува во недела вториот круг на гласање. Ги представивме кандидатите на општина Росоман, општина Неготино, а вечерва во ТВ Објектив представување на кандидатите за градоначалници на општина Димиркапија. Со нас е градоначалникот актуелен и кандидат за градоначалник на општина Димиркапија Лазар Петров. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Во ова представување вечерва ќе се обидеме пред гледачите да ја доближиме вашата изборна програма. Воедно да кажам дека вие во 2 мандати веќе сте прв човек на општината. Секако ќе проговориме и за тоа што досега е реализирано со цел подобри услови за живење во општина Димиркапија. Што е она што сработивте во вториот мандат, а секако е од интерес на сите граѓани на општината? Прво би сакал повторно да ви се заблагодарам на поканата и би сакал да ја информирам јавноста дека првично беше договорена дебата заедно со против мојот кандидат, меѓутоа не знам од какви причини се одби истата. Инаку би сакал да ви кажам за наредните проекти кои веќе се во тек на реализација и распишани тендери кои веќе чекаат на потпишување на договори и реализација. Тоа се еден од поважните за општина Димиркапија е кујна менза во самото училиште, која ќе служи во иднина на сите дечиња од основното училиште, дури и во подрачните училишта, каде што планираме да се носи, да окажеме тој дали ќе биде бесплатен оброк или делумно платен, ќе видиме од средствата и буџетот кој ќе ги има во наредните години општина Димиркапија. Секако е градскиот стадион Лозар, сакаме повторно да го заживееме по долги години. Првата фаза е веќе завршена и втора завршна фаза е во тек и во моментот се изработува. Имаме уште неколку улици за ново улично осветлување и уште дел од проекти како што се фекални канализации, веќе привршуваме со нив, а исто така и атмосферски канализации, уште неколку улици предвидени. Така, досега реализиравте голем дел од изборната програма во вториот мандат. Задоволни ли се жителите на населените места на Димиркапија? Пред се би сакал да ви информирам дека не сме гледали никакош само за градот. Сме ги гледали сите населени места. Мислам дека граѓаните, голем дел од граѓанството е задоволно. Сме изградили доста локални патишта, па и со помош на, како се вика, на централната власт, регионални патишта, подземна инфраструктура која се брои не во метри, него во километри, доста капитални инвестиции за подобар живот на граѓаните на Димиркапија. Особено сум горд и за овие 2 проекти. Тоа се 2 градинки во двете најголеми села во општина Димиркапија. Тоа се Корешница и Бистренци, реконструкции на паркови и така натаму. Меѓутоа посебно сум горд, не ви напоменав дека сме веќе при крај со еден проект кој е од огромно значење за општина Димиркапија, а тоа е проектот заштита Димиркапија заштитено подрачје и тоа тука се вклучени како најголем бисер нашата најубава Димиркапијска клисура, како и реките Бошавица, Дошница, Челавечка река и делот од течението на реката Вардар. А во иднина исто така и се предвидува пречистителна станица, затоа што Димиркапија е веќе на мапата на
туристички развиени места во Македонија, особено на транзит туристите, па сакаме и животната средина да ја направиме до крај. Инаку сме помогнале доста во јавното комунално предпријатие, каде со механизација сме го веќе снабделе целото комунално предпријатие, а во моментот баш добивме и еден трактор кој е мултифункционален, се со цел да се подобрат условите на комуналното јавно предпријатие, а со тоа и услугите во граѓаните. Да. Важите за отворен човек во изминативе 2 мандати, отворен е вашиот кабинет. Како ја оценувате соработката со жителите? По тука произлегуваат и најголем дел од нашите програми и со контактите од луѓето. Со моето владење од 8 години никогаш не било во прашање дали некој од некаква политичка партија, на секој еден му било подадена рака, без лага. Значи, она што може во законските рамки да се заврши, се завршувало секогаш и по секоја цена. Така, во првиот круг од изборите освоивте 974 гласа, 4 советнички места СДСМ. Вашиот против кандидат или вашата против кандидатка Наталија Димитриева од ВМРО ДПМН освои 1006 гласа, а ВМРО ДПМН освои 5 советнички места, значи борбата била тесна, 32 гласа е разлика помеѓу вас и вашиот против кандидат. Како го коментирате првиот круг и како протекува кампањата во овој втор круг, бидејќи вечерва настапува и изборен мок? Па, да ви кажам, реално, во прашање беа 2 или 3 гласа за да се фрла некаква ждрепка за петиот советник, дали ќе припадне на СДСМ или ВМРО. Значи, само за 2 гласа, да кажеме, општина СДСМ немаше можност да го добие мнозинство. Како протекуваат предизборието, навистина не би сакал многу да коментирам околу тоа, меѓутоа наслушнавме доста закани, окупации со полиции и така натаму. Чи сликата што ја кажуваат вашите кандидати од СДСМ во Росуман, во Неготино, ја има и во Демиркапија? Пресликана е, да, и во Демиркапија. Јас од тука јавно би повикал да граѓаните не подлегнуваат на никакви притисоци, позади параванот се сами и тие треба да одлучат најдобро за кого би гласале. Слична е сликата на кандидатите во Росуман и Неготино, иако не сум ги следел во целост, меѓутоа заканите се постојани на наше членство, луѓе кои се неопределени и би сакале да гласаат за нашата опција. Меѓутоа сепак мислам дека сето ова ќе се надмине, граѓаните ќе бидат мудри и ќе ја земат својата одлука позади параванот сами. Така. Какви се очекувањата? Очекувате ли победа во вториот круг? Искрено да ви кажам, да, очекувам победа во вториот круг. Веќе ни е поминат целиот терен, сме отишле во секое населено место, сме разговарале со секој еден. Имат ли забелешки граѓаните на досегашното работење? Да, секако, никој не е совршен, имаат забелешки кои треба да се поправат. Јас сум доблесен човек и секогаш ги прифаќам критиките се со цел да се подобриме во се како, да го кажам, тим на општинска локална самоуправа. Имаат мал дел забелешки, меѓутоа сепак некои од забелешките не се соодветни, затоа што знаете како. Демиркапија се гради инфраструктурно од поодамно, меѓутоа во поголем интензитет последните 8 години и барањата на луѓето се поголеми. И затоа правиме секогаш напори, нели,
да ги вметнеме сите нивни проблеми во делот од програмата што ќе следи, да се наоѓаат средства од фондови и од буџетот на општина Демир Капија, кој е релативно помал, меѓутоа да се издвојуваат средства и да се средат сите неопходни работи за општина Демир Капија. Споменавме кои се проекти кои што веќе се пред потпишување на договорите, меѓутоа што е она капитално во вашата изборна програма со која што ја барате довербата за третиот мандат? Што ќе добие Демир Капија? Имаме неколку капитални проекти кои се од исклучително значење и дел од нив се релативно скапи. Ќе ја напоменам пречистителната станица која еднаш е проектирана, меѓутоа сепак мислиме дека можеме и подобро. Бевме и на студиски патување во Германија, каде што разгледувавме и поевтини и поефикасни решенија. Тоа ни е нели од исклучително значење да репроектираме нова прочистителна станица која нема да чини толку средства и нема да чини за одржување во комуникација и промена на знаење сме со една германска општина каде што планираме и да се збрдиме, тоа е Гронау. Бевме и кај нив на посета, каде што не советува од прилика што треба да направиме. Па со наши проектанти би сакале истото да го проектираме и во Демир Капија. Исто така е од огромно значење и нашата автобуска станица, помала автобуска станица, која имав во програмата и минатата година. Меѓутоа, некои работи не одат така лесно. Првично требаше земјиштето на кое сакаме да ја стационираме автобуската, ни треба неколку години договори и натегање со македонски железници. На крај го добивме тоа земјиште и во моментот се прави детален урбанистички план на тој дел, каде би бил влезот, а со самото решение за автобуската станица таму би сакале да поставиме еден кружен тек, се со цел оние невнимателни, несовесни возачи да го успорат влегувањето во Демир Капија баш каде што е на населеното место. Исто така има уште неколку улички кои се помали и пократки и би сакале сите тие да ги затвориме со поставување на бекатон, затоа што од градежни причини имаат кажано дека финишери во тие места не можат да влезат, па на тој начин ќе ги уште не знам, 2-3 по 100 метри улички и целата Демир Капија би било она како што треба. Инаку помалите населени места има уште по неколку, ќе отвоиме буџет исто така, се со цел до секој граѓанин да може без кал да стигне до онаму каде што треба. Како одеа буџетските планирања до сега, градоначалнице? Каква е реализацијата на буџетот во изминативе години? Во изминативе години е на високо ниво. Значи, секој сме над 80-90%. Во моментот сме негде на 50 и нешто, меѓутоа сепак тука не влегуваат исплатите кои што сега дел од нив не можеме да ги ради изборите направиме и мислам дека сепак пак ќе бидеме над 90%. Каква е соработката со централната власт со оглед на тоа дека сте од различна политичка опција? Соработка има, некако што била. Се знае, градоначалниците од СДСМ добиваат многу помалку средства и имав и замерки исто така и ги кажав на неколкуте од состаноците со распределбата на кредитот од Унгарија, што е... Добивте вие нешто од тие пари? Да, добивме, меѓутоа тоа се доби по глава на жител. Тука најголема загуба се малите општини како Демир Капија. Јас мислев дека по повеќе параметри требаше да се поделат тие средства и по делот на развиеност. Значи, ќе ви кажам чист пример, ние сме најблиска општина со општина Неготино. Општина Неготино има 2 пати повеќе регионални улици и патишта,
а од друга страна ќе добие 5 пати поголеми средства. И затоа мислам дека таа распределба е неправедна особено за помалите. Според мене не. Претходниот кредит кој што беше земен за улици, беа поставени повеќе параметри и така да помалите општини добија малце повеќе за да полесно се изградат. Поголемите општини у принцип имаат и поголеми буџети, поголеми фирми кај што може да приберат и повеќе данок. Така. Веќе наполно стапува на сила. Предизборниот молк се гласа во недела, граѓаните ќе ја донесат одлуката дали Лазар Петров ќе го добие третиот мандат. Што ќе порачате во оваа прилика на вашата против кандидатка? Па, што би препорачал? Барем овој ден и до недела да имаме фер избори, нека победи подобриот и за оној кои ќе изгласаат повеќе од жителите на Демиркапија, да прекинат уцените и заканите од сите страни и од сите табори и луѓето да ги оставиме во најдемократска можност да изгласаат за оној кој што тие навистина мислат. Така, што ќе порачаме до граѓаните, тие кои што ја носат одлуката, кој ќе ја води општината? Јас би сакал да им порачам дека дојде време веќе на клучна одлука и на втори. Заедно сите сплотени на 2 ноември да гласаат за опцијата на СДСМ, да ме гласаат мене како градоначалник, затоа што мислам дека покажавме во овие 8 години како се работи напорно, честно и со дигната глава. Жртви бевме за многу работи како јас како градоначалник и остатокот од тимот во општината и советот, и дека секој глас е важен. Со неизлегувањето на избори, значи оставаме можност да не се оние целоходни резултати, и затоа сите ги поканувам на 2 ноември да излезат масовно и да гласаат со чиста совест и без никак тронка страв. Зад параванот, пак ќе кажам, никој нема да ги виде и им ветувам на сите граѓани на Демиркапија дека и после изборите поделбата партиска, верска и било каква нема никогаш да биде, дека секогаш ќе се борам за секој еден граѓанин кој има проблем, дали е тоа инфраструктурен, па и личен проблем. Значи да бидете градоначалник на сите, доколку повторно ја добиете довербата од граѓаните. Што со мнозинството во Советот го немате, ќе се надминили, ќе се изменаџирали таа состојба? Јас мислам дека Советот е место за каде што треба да се гласа за проекти и развој на општина Демиркапија. Свеста треба да проработи и мислам дека најмалку е важно Советот да е на една политичка партија, а од другата страна да имаме градоначалник. Сепак сите сме избрани да работиме за Демиркапија. Доколку има обструкции, има и јавни седници, ќе се види тоа и мислам дека ќе завладее разумот и сите оние проекти не произлегуваат тие точки на Советот, градоначалникот или од не знам кој што бил на власт во општинската зграда. Сите произлегуваат од граѓаните, а исто така и од населението кое има потреба граѓаните за реализација на тие проекти. Благодарам што бевте наши гости. Имајте среќа и успех на изборите во недела. Ви благодарам и на вас на поканата. Продолжува ТВ Објектив со представување на кандидатите за градоначалници на општина Демиркапија. Наш нареден соговорник е кандидатката за градоначалник на општина Демиркапија Наталија Димитриева. Таа влегува во вториот круг со нејзиниот против кандидат
и е кандидат на ВМРО ДПМН за општина Демиркапија. Во првиот круг од локалните избори Димитриева освои 1006 гласа, а ВМРО ДПМН освои 5 советнички мандати во Советот на општина Демиркапија. Добро ни дојдовте и благодарам што сте дел од ова представување. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Најпрво да ги поздравам гледачите на Кавадаречката телевизија, гледачите на соседните општини, исто така и да ги поздравам граѓаните на општина Демиркапија. Влегуваме во вториот круг, во недела ќе се гласа. Како сте задоволни од тоа како помина првиот круг, со оглед на тоа дека Демиркапија имаше и повеќе кандидати кои беа во трката за градоначалник? Секако дека сум задоволна од резултатот. Бројот на кандидати беше 5, од кои 3 независни. Едниот од ВМРО ДПМН, другиот од СДСМ. Бројот на излезеност беше над 68%. Задоволна сум бидејќи бројот на советници изнесува 5, што значи мнозинството го има ВМРО ДПМН. Бројот на гласови изнесуваше над 924. Советниците се тие кои што стојат позади градоначалникот, учествуваат во реализирање на проекти, се грижат за еднината на општина Демиркапија, во предлози, идеи, тие се клучот на општината, заедно соработуваат со градоначалникот. Така. И се негова поддршка. Така. Зошто се одлучивте да прифатите една кандидатура за прв човек или прва жена градоначалничка на Демиркапија? Како жена прифатив, бидејќи жените имаат сензибилитет, растев, се родив во општина Демиркапија, се школував, по професија сум воспитувач, се грижев за најмладите генерации, исто така таа грижа продолжи и понатаму за еднината на Демиркапија. Од тука ја добив таа храброст и решителност да се грижам за општината, за подобро утре на секој граѓани. Протекува кампањата и во овој втор круг. Вашиот против кандидат пред малку во представувањето обвини дека власта врши притисоци низ Демиркапија. Како гледате вие на таквите обвинувања? Не го прифаќам тоа како доказ. Нема никакви притисоци, кампањата се одвива демократски, а полицијата си ги извршува своите работни задачи, како и нормално. Влегувате во трка за градоначалник. Што е она што вашата програма содржи во делот на проекти, а имаат за цел подобрување на условите за живот во Демиркапија? Фокусот ќе биде насочен во инфраструктурата. Како најприоритетни проекти би ги опфатила следниве. Во последните 8 години поголем дел од населените места се случуваат со проблеми околу водоснабдувањето. Секој живот е поврзан со водата, па тука најголем проблем имаат жителите во село Прждево, жителите во село Корешница. Затоа најприоритетен проект е изградба на водоводни системи во овие две села. Други приоритетни проекти опфаќаат реконструкција и санација на улици. Тука се исто така околните села. Ќе почнеме од село Корешница, село Челевец, Бистринци, Прждево, Дрен, Чифлик и реконструкција на патот Демиркапија Бесвица Барово. Други проекти од страна на образованието. Во тек е изградба на училишна кујна во склоп на училиштето Димката Ангел од Габерот, од кој владата обезбеди средства без разлика кој е градоначалник во општината, бидејќи дечињата се најранлива категорија и заслужуваат секое дете да добие топол оброк. Во моментот е воведена и целодневна настава, односно целодневен престој. Тие дечиња се згрижени од 7 до 15 часот, потребно е таа кујна да функционира. Во склоп на образованието, за жал,
имаме повеќе дечиња кои се со пречки во развој. Имаме проект каде што треба да се изгради сензорна соба. Тука имаме исто така проект кај што треба да им се помогне на овие дечиња за бесплатен превоз, дали имаат некој помош до Скопје, лекарски прегледи и повторно назад. Имаме исто тука и бесплатни здравствени прегледи на децата од социјален ризик, ослободување од плаќање на оброк, ослободување од курсеви по странски јазик, некои музички активности, без разлика кај ќе бидат овие дечиња од социјален ризик вклучени. Така, тоа се дел од проектите кои што се содржани во вашата програма. Како сте задоволни од тоа што досега актуелниот градоначалник го сработи во неговите 2 мандати? Па, има нешто сработено, ама, како што кажав, водоснабдувањето е најголем проблем по овие подрачни населени места, Корешница и Прштева. Демир Капија има ли редовно водоснабдување? Тука ќе се работи ли нешто во тој дел или водата е редовна? Во Демир Капија, да, немаме проблем. Проблемот е повеќе околу подрачните населени места. Така. Дали досега доволно се водеше грижа за населените места на Демир Капија, со оглед на тоа дека нели селата имаат и други побарувања кога е во прашање подобар живот и подобри услови за живење? Па тоа го покажа и самите жители во подрачните села со резултатот кој што го издвоивме во првиот круг на изборите. Што значи недоволно се водело грижа досега за селата. Уличното осветлување во тој дел, дали нешто се предвидува, дали досега се работеше? Па има нешто изработено, во тек се и други проекти од страна на комуналната инфраструктура. Исто така имаме проекти околу спортот и туризмот. Околу спортот имаме проекти изградба на спортско игралиште. Исто така се доделени средства од владата на Република Македонија. Во тек е втора фаза на спортското игралиште која отпочнато од сегашниот градоначалник. За жал, после 8 години. Тоа го има во проектите од претходните избори. Имаме исто така поддршка на другите фудбалски клубови во село Корешница, село Бистринци. Имаат традиција секоја година во месец август и јули одржуваат спортски турнири. Во развој на туризмот исто така имаме екотуризам, имаме планирано проекти каде што ќе се отвори Калистеникс парк покрај реката Бошавица. Имаме планирано фитнес паркови каде што ќе имаат можност младите да спортуваат бесплатно и многу други останати проекти кои што се во спортот. За време на кампањата ги посетивте ли сите населени места? Беше ли тешко да се разговара нели со сите жители, да се кажат сите овие проекти кои што се планирани за реализација? Секако дека ги посетивме сите населени места. Подрачните села, таму е најпотребна посета кај секој жител во селата. Ги слушнавме нивните проблеми. Секој нивни глас е наша обврска да ја докажеме довербата. После 2 ноември им стоиме на располагање во секој момент. Така, што ќе порачаме до вашиот против кандидат? Нека победи подобриот. Фер и демократски избори во недела да си подадеме рака без разлика кој ќе биде победник. Што очекувате лично од вториот круг? Очекувате ли победа? Се разбира, да, бидејќи граѓаните го покажаа правецот уште во првиот изборен круг, оставаме тие да одлучат. Бевте сама жена со 4 против кандидати и сепак гласовите покажуваат дека беа најголем дел на ваша страна. Сакам да се заблагодарам најпрво на мојата фамилија, на семејството, бидејќи тие ми ја дадоа најголемата поддршка, на членовите на партијата, на коалиционите партнери, тука е Социјалистичка партија, Српската партија, Турската заедница.
на сите определени и неопределени членови, на роднини и пријатели, сите кои застанаа позади мене и ја дадоа нивната поддршка. Што ќе порачаме до граѓаните кои што во недела треба да го дадат гласот, а впрочем да ја донесат и одлуката кој ќе биде идниот градоначалник. Ги повикувам граѓаните на општина Демиркапија на 2 ноември да го дадат својот глас за бројот 9 за иднината на општина Демиркапија, за твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Јас ќе ви заблагодарам за учеството и ви посакувам среќа на изборите во недела, успех секако и ќе ги следиме и ние самите избори. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас на поканата. Беше ова ТВ објектив во кој ги представивме кандидатите за градоначалници на општина Демиркапија. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови и секако потсетување до жителите на Демиркапија дека во недела се гласа, изборен ден, посетете ги гласачките места, ваша одлуката кому ќе го дадете гласот. Имајте пријатна вечер.